Она што ни е следно е нашата утринска тема. Ке имате можност и вие, а и ние секако да го запознаеме господинот Горан Божиновски, кој што е раководител на складот за течен нафтен газ во Гостивар од компанијата Мак Петрол. Утрово заедно со нас да зборуваме малку повеќе за ТНГ, она добро позната скратеница за премината на течниот нафтен газ, за складот во Гостивар, кој што имавме можност да го посетиме и малку подетално ќе имате можност и вие утрово нели да ни го подобјасните или да ни објасните што всушност е во фокус на вашата секојдневна работа. Горан, добро утро. Добро утро. Добро утро. Добре ни дојдовте од Гостивар. Добро ве најдовме. Како што кажавте, складот за ТНГ на Мак Петрол АД Скопје се наоѓа во периферијата на градот Гостивар. Се простира на некаде околу 70.000 метри квадратни и е опремен со соодветна опрема, складишни простори и така натака, и неговата примена или намена е да врши прием на течниот нафтен газ, негово складирање и чување и испорака до сите бензински станици на Мак Петрол, односно до сите малопродажни објекти на нашата компанија. Опремата која што складот ја поседува е сосема соодветна баш за таа работа и се содржи од топчести резервари, од претакачки места, од цевкови води, разни манометри, барометри и така натака. И има своја патна инфраструктура која што овозможува прием, односно доток на автоцистерните кои што доаѓаат во складот и излегуваат од складот, за да можат они да бидат товарени и преку тие автоцистерни на нашиот транспортер Оилко КД Скопје ги дистрибуираме до малопродажните објекти на Мак Петрол во нашата територија, во нашата држава. Сите целокупната опрема која што се наоѓа во складот е нормално сертифицирана, проверувана и така натака за нормално и безбедно функционирање и работење на самиот склад. Од кога функционира овој склад? Без малку половина век. Така, складот е 82 година ставен во функција и од тогаш навака функционира и нормално се надоградува, усовршува, се менуваат поднови, да кажеме, апарати, опремата се заменува со нова, се со цел за тоа е нормално и безбедно да функционира. Да се адаптира секако на иновациите и новините кои што можеби нели самата дејност ги има. Инаку, она што е интересно и за нас како екипа, можеби ви споменавме ве зад камери пред да започнеме да нели со вас да говориме сега за темата, дека неколку можеби прилози или приказни кои што имавме да ги прикажеме заедно со Мак Петрол, би ги таа некако особено ни е присутна нели оваа сезона и вистина можевме да ги забележиме сите атрибути кои што оваа општествена одговорна компанија ги носи сиве овие години. Со себе незалудно можеби нели е и на самиот пиедестал и триумфира можеби нели генерално со самото работење. Одвработени и јас би рекол добро поставена една меритократија можеби нели во самата заедница на сите не само бензински станици, во случајот како што кажав полнилницата која што ја посетивме годинава во прилика акредитираната лабораторија. Тоа испоменав на ЦЦ дека вистина е интересно искуство, човек кој што можеби е лаик сосема да влезе во просториите и да свати дека тоа е една многу значајна работа која што е ја применуваме секој од нас, дали станува збор можеби за домакинства или пак нели за нашите автомобили. Така, значи за да дојдеме до неговата, значи употреба на течниот нафтен газ или кај нас како кратенка ТНГ, иначе во светот е попознат како LPG, односно ликвид петролеум газ. Треба малце да дадеме увод на тоа од што тој газ се состои, каков е тој газ како газ. Значи, ТНГ-то или течниот нафтен газ е составен од две компоненти, тоа се пропанот и бутанот и со нивно намешување се добива ТНГ-то или течниот нафтен газ за употреба и негова примена во понатамошниот процес. Течниот нафтен газ има своји хемиски и физички особини, тоа што физичките особини овие се дел од хемиските, а физичките се тоа што тој е безбоен газ, кој што има нормално своји точки на топење, на палење и така натака, и е без мирис и без вкус. Сега, кога е без мирис, се постава прашањето како би го откриле во колку се наоѓа во некоја просторија, што е интересно. За таа намена на тој газ, производителот на газот, кога се произведува, се додава одредена примеса на некој си мирис, од прилика се додава сулфурот како субстанца, за да може, не да Боже, ако го има како истекување во некоја си просторија, за да може луѓето да го приметат тој газ и за да може соодветно да реагираат на него и да може да го тоа спречат, да не дојде до некоја несакана хаварија. Иначе течниот нафтен газ има голема примена.
првично, како што кажав, и најголемата негова употребна вредност е во автомобилската индустрија, каде што се користи како погонско гориво на автомобилите. И веќе тука е познат како автоплин, односно ТНГ автоплин, кој што сите ние го гледаме и го користиме, како погонско гориво, бидејќи има своја голема реактивна, односно енергетска моќ, кој што тоа му го користи како својство и кој што може да се употребува во автомобилска индустрија. А и поекономично мора да признаеме за многу. Сега, тука е целта на тој течен нафтен газ или автоплинот, бидејќи се употребната вредност негова од аспект на цената кој што ја има за употреба, затоа се користи за автомобилите, и неговата еколошка вредност. Еколошката негова вредност е многу голема, бидејќи он не ја загадува околината, е доста еколошки, бидејќи при неговото согорување, нормално во смеша со воздухот, со кислородот, целосно согорува и не остава никакви последици, што не е штетен при тоа согорување, не е штетен за околината. Особено важна тематика во нашата земја. Така, во овие нови наши модерни живења е многу битна карактеристика. И поради тоа негова и економската вредност која што спомнавте се главни негови атрибути за користење како автоплин. Понатака истиот се користи во многу индустријски процеси за движење на разни постројки, во фабрики и така натака, и во многу други сфери, но најбитна и најпозната за вашите гледачи, односно, е како ТНГ во боци, кој што секој го користи во домаќинството за готвење, за грејење и така натака и така натака. Тука е најпозната неговата примена и тука е најпопуларен помеѓу луѓето за да може да се види. А колку е присутен во домаќинствата? Што вели вашето искуство кај нас? Скоро секој домаќинство нема кој што не е запознаено со такви ТНГ боци кои што ги има од неколку килограми, 2, 3, 5, 10 и така натака, кои што луѓето више ги знаат и си ги користат. Дали тоа ќе биде можеби секојдневна примена во кујна или пак да речеме за некои надворешни или содржини кои што ги имаме во градината или било што може дали да послужи секако. Интересно е тоа да споменам дека моментално на автоплин, според некои податоци до кои што јас дојдов, на нашата планета или во Европа или како сакате, овие што се користени, ги има некаде околу 9 милиони возила кои што го употребува него како реактивен газ, иначе највеќе го има како автоплин кој што се користи, тоа е во Италија, значи Италија прединачи со возила кои што имаат возила и кои што го користат како автоплин. Иначе газот како газ ТНГ-то е пронајден некаде или почнал да се употребува негде далечната 1910 година и од тогаш навака ја има таа форма и таа корисност. Да, неговата примена се поширока. Горан, споминавте бутан и така натаму, кои се разликите помеѓу пропан, бутан и мешавини на ТНГ, чисто нака само да им споменеме на гледачите? Така, како компоненти. Така, спомнав и на почеток. Течниот нафтен газ е составен од тие две компоненти, најбитните се тие, пропанот и бутанот, кој што ни дава, си има своји карактеристики, едниот дава неговата експлозивност, другиот ја дава неговата калориска моќ, така да со нивно намешување се добива течниот нафтен газ. Иначе течниот нафтен газ се добива нормално како дериват на нафтата, на суровата нафта и од природниот газ со негови нормално хемиски процеси кои што добиваат. Нешто што ми остана во меморија, можеби во полнилницата, можеби имате чисто како податок. Ако добро се потсетам, кои би биле, да кажам, горливи граници на ТНГ во воздухот и што значи тоа можеби за складилиштата и како различните температури, тоа го говоревме можеби утрово со нашиот колега Боби, и притисоци можеби влијаат врз самата состојба и складирање на течниот нафтен газ. Така. Значи, тука е интересно што разговараме, односно зборуваме за газ, а он е, како да кажеме, некоја течна форма кај што ние го складираме. Да. Тоа се прави под нормална комбинација на притисокот и температурата, за да може он од гасовита форма со ниски притисоци да биде во течна форма, како би можеле да го измериме и како би можеле да го понудиме на пазарот. Иначе тие граници кои што ги спомна, не се така дефинирани строго, него, како што кажав и претходно, он е потежок од воздухот, како газ, и се наоѓа нормално на тлото, и он при својата присутност во било која просторија или затворен простор, тој го истиснува кислородот, така да тие луѓе кои што, не дај Боже, дојде до таква хаварија, тогаш би се повеќе задушиле, отколку што би се случило нешто друго.
А иначе, за да може да дојде до негова експлозивна моќ, односно да експандира, потребни се топлотни извори, например искра, отворен оган и така натака, кои што би можеле да го активираат и да не да може да дојде до некоја експлозија и така натака. Да. И сега кога ги споменавте сите овие работи, верувам дека особено на луѓето кои што секојдневно циркулираат во складот, важно е да се напоменат тие безбедносни мерки кои што мора да се почитуваат. Што себе можеме да наведеме како безбедносна мерка која што задолжително мора да се почитува? Секој работен што треба да го почитува тоа во складот. Апсолутно. Складот во Гостивар, значи складот за течен нафтен газ е опремен со многу системи, бидејќи безбедноста ни е на приоритетно ниво. Сепак тоа е склад за опасни материи и мора да бидеме што предпазливи при неговата работа и функционирање. Значи складот е опремен со многу системи, прво, кои што ја овозможуваат таа негова безбедност. Тука имаме систем за гасење од пожари, систем за противпожарна заштита, хидранска мрежа, потоа имаме алармна централа која што врши детекција во случај на истекување на гасот и така натака. Значи овие сите системи го ја чуваат на некој начин безбедноста на складот. Тој е првиот момент. Вториот момент се вработените, кои што сите се обучени нормално за таа работа, а тука прединачи по оделението кое што е за приватно обезбедување и противпожарна заштита, кое што функционира во склоп на складот во Гостивар. Они се посебно опремени, посебно обучени за такви ситуации и нормално тие ни се првиот онај фронт во колку дојде, не дај Боже, некоја хаварија и тие се секогаш подлежни на обуки, на постојани вежби кај што се симулира некоја таква работа, па се вршат такви генерални проби и така натаму. А обуките на годишно ниво се една, две или задолжителни или повеќе се, така да постојано треба да бидеме будни, постојано треба да се едуцираме како едно подсетување, така. За да можеме да излеземе во пресред, да не дај Боже таква работа. Ги споминате алармните системи и сензори. Какви се користат во складиштето Горан најчесто? Тие се системи кои што се сертифицирани во нашава држава, кои што се одобрени од разни асоциации и на кои што постојано се врши нивна проверка. Нормално проверката на тие системи се врши од соодветни фирми и компании кои што гравитираат во нашава држава, кои што ни даваат такви акредитација за да може да работат, атестирани се и така натака, и секојдневно проверувани од вработените во складот во Гостивар. Значи, секој утро, секогаш кога почне со нормална работа и извршување на своите работни задачи, се врши проверување на таа опрема, за да може потоа безбедно да се користи. Да тече работата што се вели во тековниот ден. А инаку, кои се процедурите кога веќе го споминавме може мало истекувањето на газ? Чисто вака лаичко прашање, при мала појава на истекување на газ, кои би биле процедурите чисто што прво треба да се направи? Така, прво треба да се најде изворот од кај што истекува, значи да се допре тоа истекување, моколку да кажеме некој вентил откаже, повторно има негова втора проверка, па потоа има трета проверка, значи има разни видови на вентили и сето тоа веднаш ако се реагира, а се реагира, затоа што ви кажав имаме алармна централа за таа работа, при мали истекувања тоа веднаш алармира и можеме да утврдиме на системот кај се наоѓа за да можеме тоа да го спречиме. И нормално и вработените кога се движат на складот имаат своји газ детектори, тоа се како еден вид мобилни апарати кои што детектираат присуство на такви честички во воздухот и знаеме дека нешто такво се случува. Затоа што споменавме нема мириси, не може нели така лесно да се види? Да, на самиот производител веднаш му додава таква примеса, тоа се вика одонирање, кај што се додава таа оваа супстанција сулфур за да може да се осети. За да се почувствува. Значи и во складот го имаме тоа како Добро. Како реагираат факторите како температура, влажност на воздухот и така натаму конкретно влијаат на самата безбедност, можеби? Па да, имаме нели разни сезони. Како е во лето, како е во зима, постудено и потопло. Аклиматизираат, да се адаптираат. Резерварите кои што ги користиме ние, тоа се челични резервари, нормално како и секое метално тело реагира, а гасот па нарочито, реагира на такви промени на температури. Тие топчести резервари во нашиот склад се опремени со посебни прстени поставени на тие резервари, каде што проток на вода, значи вода се пушта како систем за ладење, за да може да се одржува пониска температурата на
флуидот, на гасот во тие топчести резервари. Нормално во летните периоди кога имаме високи температури, ние постојано вршиме такво ладење на тие резервари како би можеле да одржиме пониска температурата, а нормално со тој и притисокот на газот, значи на некој начин со тие два параметри ние регулираме неговата состојба за да он биде во тие барани граници за да можеме нормално да го експлоатираме. Да, за оние кои што може ете подзаборавија пред повеќе од половина година кога Телма телевизија посети полнилницата, едно нешто што може би јас не го знаев секако, а особено да речеме има широка примена нели плинската боца во домакинството. За жал Мак Петрол тогаш ги нотираше тие теми дека не треба да ги полниме боците на непроверени можеби нели подрачја, а ги има за жал нели низ земјата. Секој пат нели кога знаеме и она што е интересно дека доколку ви имате жик на Мак Петрол на вашата плинска боца, таа плинска боца, односно ако нема жик, Мак Петрол никој пат нема да ви ја прифати. Тоа е можеби нели една главна точка. Сега нешто што главно го научив за да заштедиме повеќе нели време, енергија, пари и така натаму, голем дел од домакинствата ги полнат боците до крај. Она што го дознав покрај прстените кои што нели се ставаат да се провери плинската боца и така натаму, плинската боца не сме повеќе од 80% да биде полна. Не само плинската боца, него секој друг резервар каде што се складира... И за автомобилите зборуваме. Така, и за автомобилите, тоа сакав да кажем и за фабричките постројки, индустријски капацитети. Максимално дозволено полнење на тој резервар е 80% од самиот резервар. Бидејќи, самиот газ, не знаеме каде ќе се чува, да кажеме, купувате боца, кој што ја спомнавте, во домаќинството, дали е на отворено, на затворено, во какви услови, при какви температури, нормално е автоплинот кој што е во возилата и мораме да дозволиме, да обезбедиме на некој начин 20% за да може самиот тој газ кој што е впакуван во боците да може да експандира и да се движи, односно да биде во функција. Тука имаше интересно и за автоплинот кај автомобилите кој што го спомнавте. Исто да се случува и кај автомобилите. Луѓе многу се жалат кога ќе дојдат, јас имам толкав капацитет, не го наполни. Значи, тоа од безбедносни причини се има своји граничници за да може тој газ да нормално функционира и да живее, да кажем. Да, Горан, еве во контекст на ова, кои се најчестите грешки кои што луѓето ги прават во секојдневието, еве токму од неинформираност, незнаење? Највеќе од неинформираност, Мак Петрол како општествено одговорна компанија цело време дава такви информации за безбедно користење на тие ТНГ боци во домаќинството, за нормални услови на чување на тие ТНГ боци, кои што се приоритет за безбедноста на нормално животот на човекот е најскапото нешто денес, така да мора се... Би ве прашал какви хемиски реакции или опасности може да настанат ако ТНГ-то, течниот нафтен газ, се меша со други хемикали? Мислам дека не може да се меша со други хемикали. Единствената опасност е она што претходно го спомнав, само му треба отворен пламен или оган за да дојде до негова хаварија, односно експлозија. Иначе мешањето природно не може да настане, може само по некои хемиски реакции и услови за да може такво нешто да се случи. Според вас претпоставам дека оно што го дознавме за вас дека сте Тоа сакав и јас да кажам, петрохемиски инженер. Веќе споменувате тука хемиски реакции, веројатно тоа е описот на работата која што имате како петрохемиски инженер пред многу години. Средно на 90-те Вие бевте еден од неколкута, така во Македонија кој што ја заврши ова во тој период, негде 94-5 година, Технолошкиот факултет во Скопје почна и со таква насока, петрохемиска насока на своите име даде како можност, освен текстилната, прехранбената, имаше и петрохемиската насока. Да, јас сум меѓу првите кои што дипломирал во таа насока. И колку тоа денес ви помага во секојдневната работа? Така, во мојата работа тоа премногу помага, бидејќи сепак сте и теоретски, а сега и практично подкован за работа во вакви ситуации, со вакви проблеми и баш препорачувам нормално секој тој што го учел, тоа што го студирал, да може да го имплементира и да го надградува во секојдневното работење. Имате информација дали е баран овој сектор на факултетот? Секогаш е барано, секогаш постои можност. Дали има интерес од младите? Па
ако сака да има потенцијал понатака, да, сигурно дека треба да биде баран. Горан, утрево ве најавивме како раководител на складот за ТНГ во Гостивар, па еве некаде кон крајот сме, можеби би сакала да ни истакнете која е најважната одговорност што вие како раководител ја носите. Така. Знаете што, одговорноста за раководење на еден склад е огромна. Значи, како што кажав, тоа е склад за опасни материи, но не само моја, него и на сите вработени кои што се во складот, кои што функционираме во складот. Значи, и прво нивна, потоа и мојата е сепак многу поголема, но со дисциплинирано почитување на сите работни процедури, почитување на работни упатства, дадени инструкции при работа, само така може да се овозможи едно нормално функционирање, а пред се безбедно функционирање на складот, што нормално е приоритет и на нашата компанија на МАК Петрол АД Скопје. Каква 2025 оставате? Вака во поглед на работата оваа година беше плодна, успешна? Ова година беше доста успешна, тежнеме да наредната биде уште подобра, уште поуспешна. Така, ако ми дозволите, би сакал да искористам можноста да на сите ваши гледачи им честитам новогодишни и божични празници и посакам многу здравје и среќа во нема веднаш да ви испратиме само уште нешто еве јас имам во поглед на ете велите успешна ќе биде годината која што полека ја привршувам, успешна беше. Тоа верувам дека го прават сите вработени со кои што нели секојдневно функционирате. Колку сметате дека е важно да бидете во добра кохезија со вработените и надвор од работните обврски? Дали познати сте или генерално компанијата МАК Петрол е позната по одржување на разни турнири, надпревари, дружби за луѓето кои што се дел од компанијата, вие може да се пофалите со едни синдикални игри, ако добро запаметив? Добро сте приметили, вие сигурно кога бевте присутни кај нас во нашиот склад, имаме доста победнички трофеи и пехари. Тоа се синдикални игри, односно турнир во мал фудбал, кој што секоја година МАК Петрол го организира и се одржува во хотелот во Струга, кај што сите региони, да кажеме, вработените организирани по региони, формира свои фудбалски екипи и се надпреваруваме на тој фудбал. Значи, конкретен тимски, спортски тимбилдинг. Тоа сакав да кажам, тој тимбилдинг кај што луѓето се запознаваат, се дружат, тој е приоритетот на таквите средби, но и спортскиот дух е доста и ривалитетот е застапен. Присутен. Да, не е се едно да бидете први, втори, трети. Значи, компетиција така има таков има доста. Што значи тоа, како се покажавте оваа година? Па ние сме сегаш меѓу првите, така да имаме добра екипа од фудбалери, а сакам да потенцирам дека наградата, пехарите се еден дел од наградата, другиот дел од наградата се наградни патувања за победничките екипи кои што МАК Петрол АД Скопје ги испроведува. Да се пофалиме, минатата година бевме во Лисабон во Португалија, претходно бевме во Мадрид во Шпанија, во Рим и така натаму. Сега е разбирливо зашто е ривалитетот голем. Уште една секој тежно е кон такво нешто, кон победа. Уште една работа кај што МАК Петрол, како она се грижи за задоволството на своите вработени. Да, она што можеме да го... Па и така се гради успешна компанија. Именно, и мислам дека она што можевме и ние во тие простори, лаборатории, полнилници и така натаму, еви благодарение на МАК Петрол кој што баш како вас ги праќа овие одлични теми секако со соговорници, можеме да препознаеме нешто. Достоинственост, честност, доверливост, а и на некој начин рафинираност во своето работење и можеме тоа да го забележиме и за вашето, па секога би прашал ве кон крајот негде кога еве ги начнавме темите за управување со складилиште и технологии и така натаму, или како се води евиденцијата на количините, системите за мониторинг и така натаму, како еве низ ваша призма според вас можеби за следните техничари кои што сакаат да вршат нели ова обука и дејност можеби или да бидат подмладокот во МАК Петрол во иднина, како се менеџираат одговорностите помеѓу раководителите и персоналот и самиот технички тим? Нормално прво треба да сме добро подковани со образование, пред се, а понатаму самото тоа си доаѓа со пренесување на искуствата од постарите на помладите генерации и секогаш оној кој што сака да учи ќе напредува во животот. Само така, на таков пристап може да се стигне до добри резултати и да се напредува понатака во кариерата. Супер. Посакуваме успешна година пред нас. Добро да си поминете за време на празниците со семејството и се надеваме дека за скоро повторно во некоја блиска иднина
ќе отвориме теми. Ви благодарам и вас, ми беше задоволство. Да, посакуваме да биде и новата година уште поуспешна од оваа која што ја оставаме за нас. Биче тоа Горан Божиновски од складот за ТНГ во гостивар од АД Мак Петров.